на Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ова утро. Срдечен поздрав од студиото на Глас на надежда од Кавадарци. Денеска е нов ден, 15 ноември. Верувам дека сте со добро здравје, дека добро сте одморивте ова ног и пред нас или пред вас е еден убав ден исполнет со активности кои ќе бидат на благослов за вас и за вашите ближни. Би спомнал неколку сервисни информации ова утро, дека сонцето овде во Кавадарци утрово изгрее во 6 часот и 17 минути, а ќе зајде во 16 часот и 10 минути. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека наутро поодделни котлини со појава на магла и ниска облачност. Преку денот со умерена, а во западните и во југозападните делови со зголемена облачност, слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Значи пред нас еден ден, релативно топол ден, со интервали на облаци и на сонце. Кога гледаме картата на Македонија, географската карта, можам да ви спомнам дека на исток ќе имаме температура во Остромичкиот регион од 5 до 18 степени, секако овде и Гевгелискиот регион се опфаќа, во средишниот ден Кавадаречкиот регион од 3 до 15 степени, во северниот дел Скопскиот регион од 2 до 15, Комановскиот регион од 1 до 14 и во западниот или југозападниот дел, што се однесува Прилепско-Битолскиот дел од 2 до 14, Охридскиот од 4 до 14 и Тетовскиот дел од 1 до 11 степени. Значи, релативно убав ден, можеби ќе има и некоја капка на дожд. Би сакал и ова наше утринско дружење, почитувани пријатели, драги гледачи, да го отпочнеме со молитва. Господи Боже, прими ја нашата благодарност што ни подаруваш уште едно ново утро, уште еден нов ден и те молиме да бидеш со сите нас и да не благословиш во нашите секојдневни активности и се што работиме да биде на прослава на Твоето име. Тоа те молиме, Господе, преку нашиот Спасител Исус Христос. Амин. Драги пријатели, би сакал ова наша утринска програма на Гласот на надежда да отпочнеме со една христијанска песна, потоа повторно ќе се вратиме во нашето студио. Kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti, što li ću tada reći? Hoću li izdržati kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti? Hoću li moći izdržati? Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti.
Kakav li ću biti kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Kakav ću onda biti? Kakav će to biti susret kad se budemo gledali oči u oči, ja i ti. Jedan čovjek i njegov Bog, kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo sreli, ja i ti. Sjeti se da sam samo čovjek, sjeti se da sam samo čovjek, a Bog da si ti, a Bog da si ti. Poštovani gledači, продолжуваме со нашата емисија. Сакам да ги поздравам сите они кои во меѓувреме се приклучија и ја следат оваа утринска програма на Глас на надежта од Кавадарци. Ово утро, утринската порака ја наоѓаме во книгата на пророк Даниел, 12 глава, 10 стих. Мнозина ќе се очистат, ќе обелат и ќе се испитаат, а безбожниците и натаму ќе бидат безбожни. Безбожниците нема да се вразумат, а умните ќе разберат. Црквата мора да се бори и ќе се бори против видливите и невидливите непријатели. Сатаната има на земјата помагачи во човечки облик. Луѓето се здружуваат против Господа над војските. Нивната завера ќе продолжи се додека Христос не го напуши своето место на посредување пред престолот на милост и не облече одмазничка облека. Сатанските агенти се наоѓаат во секој град, вредно организирајќи ги во групи они што се противат на Божиот закон. Ним им се приклучуваат така наречените верници, а и отворените неверници. Господ ми откри што ќе се случи во последните денови за неговиот народ, да се подготви да издржи во борбата со бурата од противење и гнев. Тие што се опоменети за настаните кои доаѓаат, не смеат да седат рамнодушно, очекувајќи ја бурата која доаѓа и да се теше дека Бог ќе ги штити своите верни во денот на неволји. Ние сега немаме време. Ова пишува некаде во 1885 година, почитувани гледачи, како коментар на овој текст. Во време кога религиозната слобода била загрозена, баш како што тоа е и денес, на нашите мисли да им дозволуваме да се занимаваат со помалку важни нешта,
Неделното движење сега тајно го подготува патот за себе. Неговите водечи ја покриваат неговата вистинска цел и мнозина кои му пристапуваат на тоа движење не согледуваат каде всушност ги води тоа. Они кои го поддржуваат тоа движење навидом се благи и христијани, но кои ќе прозборуваат, ќе се покаже духот на змевот. Наша должност е да направиме се што е во наша мок за да ја спречиме опасноста која се заканува. Доаѓа време кога Божиот народ ќе ја почувствува раката на прогонството, само затоа што го празнува седмиот ден. Човекот на беззаконието кој ќе помисли да ги измени времињата и законите и кој секогаш го прогонувал Божиот народ, ќе прогласи закон за присилно празнување на првиот ден во седмицата. Но Божиот народ мора цврсто да се држи за него и Господ ќе се заземе за своите и јасно ќе покаже дека тој е Бог над боговите. Значи, почитувани гледачи, овој библиски текст во оваа утринска порака не повикува на трезвеност, на озбилност и на внимание. Мнозина во последно време, вели текстот, ќе се очистат, ќе обелат и ќе се испитаат, а безбожниците понатаму ќе бидат безбожни. Безбожниците нема да се вразумат, а умните ќе разберат. Ние како христијани припаѓаме во одделни верски организации. Секој има право на избор, но Библијата е една и единствена. Таа треба да ги поврзува сите луѓе и Библијата е мост или патокас кој ни упатува кон Христа, кон Бога, кон Господа. Затоа, ако ја бараме вистината со молитва, Господ ќе ни ја открие, почитувани пријатели. Црквата вели мора да се бори и со видливи и невидливи непријатели. Кога овде писателот на овој текст, кога вели црквата, се мисли на верниците. Црквата како градба ништо не представува. Црквата ја сочинуваат поедини верници. Луѓето се издружуваат против Господа над војските. И нивната завера ќе продолжи се додека Христос не го напуши своето место на посредување. Значи, денеска Христос е наш посредник горе на небото. Кога ние нашите молитви ги упатуваме, Христос ги прифаќа и тој не застапува пред Господа, пред својот Отец, зашто Христос го положил својот живот за нас. И Христос е единствениот спасител, како што вели и Новиот Завет. Не постои име, нова земја, нити човек кој може да не спаси. Спасението е единствено, почитувани пријатели, во Исуса Христа. Продолжуваме сега со една убава духовна песна. Odminувај ме, Бог.
Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Гласна надежда секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Дојдовме до нашата следна рубрика за молитвата. Зошто ни е потребна молитвата? Секој утро зборуваме за вредноста, за значењето на молитвата во христијанскиот живот. Не може еден христијанин да живее, да обстојува, а да не ја користи молитвата во својот верски живот. Молитвата, рековме, еден вид разговор со Бога. Комуникација бежична со небото, со престолот на милоста на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Рековме дека може да се молиме постојано и додека одиме, додека се движиме, додека работиме, додека лежиме. Не зависи услишувањето на молитвата од ставот, како ние се поставуваме, дали клечеме, дали сме со затворени очи или не. Рековме, се зависи од ситуацијата во која се наоѓаме. Ајде ова утро, почитувани пријатели, да се осврнеме што Исус кажал за вредноста на молитвата и колку долго да се молиме, односно какви да бидат нашите молитви, дали треба да бидат долги и така натаму со зборување. Би сакал ова утро да споделам текстови од Евангелието според Матеја во 6 глава, ќе читам од 5 до 13 стих, каде што е опфатена и молитвата Татко наш или Оче наш. Еве што кажал Исус на присутните во негово време, бидејќи многу прашања на Исуса му поставувале од сите аспекти на христијанскиот живот, па и во врска со молитвата. Исус вака кажува: и кога се молите, не бидете како лицемерите. Зошто Исус овде, почитувани гледачи, ги спомнува лицемерите? Тоа се оние фарисеи и црковни учители, затоа што тие кога се молеле толку долго на раскрсниците, по улиците, ги кревале рацете, се со цел не да го прослават Господа, туку да луѓето им се чудаат, да се восхитуваат и да ги пофалат дека тие се навистина верни Божи учители. Исус вели: не бидите како лицемерите. Што правеле лицемерите? Еве понатаму што вели: кои сака да се молат стоејки по синагогите и на аглите од улиците, за да ги видат луѓето. Вистина ви велам, ја имаат својата награда. А ти кога се молиш, влези во својата скришна соба, затвори ја вратата и помоли му се на твојот татко кој е во тајност, и твојот татко кој гледа во тајност ќе те награди јавно. А кога се молите, не употребувајте напразни повторувања како народите, зашто мисла дека ќе бидат послушани заради многуте зборови. Што значи тоа многу зборови? Па знаете, има поиќе врсти на молитви, почитувани пријатели. Има тајни молитви, лични молитви. Молитви кои јас и Бог само ги знаеме. Има јавни молитви во црква, во друштво на луѓе. Значи, има по содржина различити молитви, кога јадиме, пред спиење, наутро кога стануваме. Тоа се лични молитви. Тие се може да бидат и подолги. Меѓутоа, кога се јавни во друштво, тие треба да бидат кратки молитви, бидејќи тогаш ние се молиме во присуство на луѓе и тие луѓе на крајот ќе кажат амин. Значи се молиме за сите нас, а зборот амин значи така нека биде. Не треба многу да ги повторуваме тие зборови: Господе помогни, Господе, Господе, Господе. Знаете, стануваме банални пред Бога. Едноставно евреите не го користеле зборот Јахве во своите молитви. Тие користеле други имиња, како Адонај, Елшадај, Елрој. Значи, едноставно не сакале да го обесчестуваат името Господово со многу повторувања. Но еве гледаме овде црковните учители што правеле. Исус ги осудил, не одобрил таа нивна намера на тој начин да го прослават Господа. Стоеле по аглите, тамо во синагогите. Знаете, она приказна за царинарникот и за оној фарисеј кој се молеле во храмот. Царинарникот се чувствувал недостоен за да влезе во храмот, туку тамо на прагот, на влезната врата, само рекол: Господе, биди милостив мене грешниот. А оној фарисеот влегол внатре и почнал да ги реди, да се фали, дека тој дава дарови, дека дава ова, дека дава она, и вели: не сум како оној тамо царинарникот. Но што вели приказната? Што вели Исус? Овој отиде неоправдан, а оној царинарникот оправдан, бидејќи неговата молитва беше искрена, кратка, но многу искрена, и Бог ја услишил. И затоа вели и така: не бидете како нив.
Зашто вашиот татко знае што ви е потребно уште пред да го помолите. Туку молете се вак. И еве сега она мустра што ја рековме пред некој ден молитва, клише молитва или пример молитва која треба ние да ја молиме. Татко наш кој си во небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство, да биде Твојата волја, како во небото, така и на земјата. Нашиот насушен леб дај ни го денес и прости ни ги нашите долгови, како што и ние што им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Гледате, почитувани пријатели, колко е овде молитвата едноставна напишана, но опфатено е скоро се. И доаѓањето на Царството Небесно, потреба за нашиот секојдневен леб, прошка на нашите греови, како и ние што треба да проштаваме на нашите пријатели, ако ни некој изгрешил, да не чува Господ од искушенијата, да не избави од лукавиот. И гледате, кратка молитва, но е се скоро офатено. Ова е само пример молитва, но ние треба да се молиме со своји зборови. Ние може со своји изрази, со своји мисли да упатиме кон Господа молитва за нашите лични потреби. Исто така, постојат и посреднички молитви. И затоа во овој емисија ние постојано повикуваме до вас, драги гледачи, ако имате ваши потреби, за кои може се молиме јавно, напишите ни во чатот, односно во порака, или јавите ни на телефон. Ги гледате нашите телефони, нашиот мејл, може да ни пишете од каде ја следите нашата емисија, не мора да ги пишувате вашите иницијали, но вашите потреби ставите ги, а ние во наредните утра ќе се молиме за вас. Сите вие кои сакате да имате Светописмо, Библија, нудиме бесплатен примерок, Стари и Нови Завет. Доколку имате потреба, а немате Библија, сакате да читате за Господа, да ја запознаете вистината, пишете ни, почитувани пријатели, драги гледачи, вашите податоци, име, презиме, место, улица, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или некој од нашите соработници ќе ви ја достави до вашата адреса. Исто така нудиме и Нов Завет на современ македонски јазик. Преводот е од Библиското здружение. Така да вие кои сакате да имате Нов Завет во вашата духовна библиотека, повелете, имаме уште неколку примероци, може да имате оваа книга, Библијата, односно Новиот Завет, и да ја поседувате, да ја читате, да ја проучувате и да го запознаете патот до Исуса Христа. Значи, да заокружам, почитувани гледачи, молитвата е потребна во нашиот христијански живот. Ако не знаете да се молите, земете молитвата Татко наш, Матеј 6 глава. Читајте ја и потоа вие ќе осознаете повеќе за молитвата и ќе потребувате ваши зборови преку кои можете да изразите вашата благодарност и вашите потреби од Господа. Продолжуваме со уште една песна, потоа повторно се враќаме во нашето студио. Ni na svetski den
Кога стана збор за животните искуства, почитувани гледачи, дека секој од нас, верувам, има своје искуство. Како го запознал Господа, некој доживување кај што Господ ставил рака. Дали е тоа негативно или позитивно, без разлика, тоа е животно искуство, преку кој ние сме поминале и сме излегле уште посилни. Верувам дека и ви имате такви искуства. Ако сакате вашето искуство да го споделиме со стотици, со илјадници луѓе по пат на оваа програма, слободно напишете го на нашиот мејл, во кратки црти секако, нека тоа трае 5 до 10 минути, а ние ќе го објавиме. Не мора да ги кажеме вашето име или презиме, меѓутоа искуството е многу важно. Јас секој утро споделувам искуства кои сум ги добил од луѓе, од жени, од мажи, и тие искуства ги охрабруваат илјадници, стотици луѓе кои ги слушаат, бидејќи секој од нас е човек, смртен човек, и доаѓаме во ситуација на депресија, на фрустрација, на разочарување, без разлика што сме христијани, без разлика што го следиме Господа Исуса Христа. Сите ние сме мета на сатаната, на ѓаволот. Апостол Петар вели во своето послание дека сатаната е како лав кој рика и сака да не уништи. Но секако Господ е тука поред нас, со својата силна рака тој не чува, но понекош можеби ни се чини дека како Господ да не заборавил, како да сме таму некаде на маргините на општеството и да се самите бориме. Но, почитувани пријатели, секогаш е Господ со нас. Можеби Бог понекош се трга, како едно мало дете кога заминува само од својот дом. Мајката го остава да види тоа дете дека не може само да чекори и потоа го ја бара повторно својата мајка или својот татко. Така сме и ние. Понекојаш посакуваме сами да одиме, без Бога, мислејќи дека можеме, но набрзо ние установуваме дека не можеме без Бога да одиме по овој бурен свет, кај што сатаната рика како лав и сака да не уништи. Ово утро имам едно искуство кое носи наслов "Користи ги моите раце". Еве на почетокот ќе прочитам еден текст од книгата на Јов, 13 глава, 15 стих. Тој може да ме убие, немам друга надеж, туку да ги оправдам своите патишта пред него. Со Стефан се сретнав додека чукав на вратата на една стамбена зграда. Ми кажа дека не може долго да стои поради проблемите со нозете, но дека сака да дознае што правам. Во текот на кратиот разговор открив дека покрај многуте други проблеми има една неизлечива болест. Поради силните лекови, многу од неговите заби паднале. Сопругата и детето го напуштиле, а докторот му рекол дека нема да поживее доволно долго, за да види како синот му завршува основно
učilište. Što znači deka nemal rozova idnina ili denovi. Lekarot mu predvidjel deka naskoro ke završi su njegovi od život. Vrzan za svoj stan, ja čekal smrta. Gožalev Stefan, razmisloval ovi čovjek. Međutim, pokraj site problemi koji go snašle, sve ušte se smeješe so one nekoliko preostanati zabi, bidejki go pronajde Isusa. Mi reče, go falam Gospoda duri ivo svojata bolest, bidejki da ne beše ta, najvjerovatno nikogaš ne bi go zapoznal. Odluči da ja kupi golemata borba poradi svojot interes za proroštvata. Gledajte, počtovani prijatelji, Bog ponekož dozvolova da go dopreme dnoto. Da počustujeme deka ne sme semokni, deka ne sme silni, deka ne možeme sami da letame v naš život. I ovaj čovjek to go doživel i to go čustoval, veli, da ne beše bolestan, nikogaš ne bi go pobaral Gospoda. I ovaj kolporter koji odel od vrata na vrata, od stan vo stan, naišao novoj čovjek, nudil ili prodaval hristijanske knjigi, kako što je knjigata Golemata borba. I svi vi, počtovni gledajući koji sakate da imate ova knjiga Golemata borba, nije nudime besplatno. Samo pišete ni, a nije kevija dostajeme na vaša adresa. Da se vratim i svega povtorno na primjerot. Preda si otidam, se pomoliv su Stefan, a poto i toj se moleše. Ne se sekavam na sve što kaža, no nikogaš nema da go zaboravam, negovi od povikon Boga vo želba da mu služi. A to je reče, Gospode, se molam za svoje tu izljekuvanje, za da možem da ti služam kako ove mladi luge. No duri i ako ne me isceliš, Gospode, te molam, iskoristi me. Nemam zdravi noze, nemam semejstvo ni idnina. No, Gospode, ja si po natamu gimam svoji terace. Evi gi moji terace. To je sve što mi preostana. Ako možeš, iskoristi gi mojite race da napravat nešto poveke za tebe. So mnogo tažno srce si otidov ta večer doma. Razmisluvav za Stefan nasproti iljada mladi vo svetot, vo našta crkva, koji imat svoji noze, race, idnina. Od togaš vo molitva baram od Boga da gi upotrebi ne samo mojite race, tuku sve što imam za služba za nego. Nešto podosna go sretnav Stefan na jedan evangelski sostanok vo našta crkva. Bev iznenaden i vozbuden što go gledam. Me prepozna i reče deka Bog mu daroval isceluvanje za da bide vo sostojba ušte poveke da mu služi. I evo što mi kaže. Kaži na svojta crkva deka Gospod odgovara na molitvite. Razmisli za svi te talenti i darovi koji Bog ti gi dal. Zapiši gi i razmislovaj za načinite na koji možeš da gi iskoristiš tije dovereni talenti. Nemu za slava, do neka razmislovaš za Stefan i za Hristovata žrtva, odluči deka ke gi dadeš ne samo svoje terace, tuku i celo to svoje bitije za služba za nego. Dragi gledači, prekrasno iskustvo. Novi Stefan, novi čovjek, koji izgubil se, go izgubili semejstvo to, i bil na rabot na smrta, i zdravje to go izgubilo. No ete, ovaj Boži čovjek, kolporter, zatropal, zadzvonil na njegovata vrata, mu ponudil hristijanske knjigi, i potom udržaval vrska so nego, se molile zajedno, proučuvale zajedno, i posle izvesno vreme, kako što zaključova ovaj pisatelj novo iskustvo, se sretnale na nekoj evangelski sostanok, na nekoj sobor, pretpostavam, neko društvo kaj što se sobrali vernici i go prepoznal, bev iznenaden i vozbuden što go gledam. Gledajte što kažal. Kaži na svojeta crkva deka Gospod odgovara na molitvite. Dragi prijatelji, Bog odgovara na našte molitvi so da, so ne ili počekaj. Svakogaš ko se molime, na kraju treba da kažeme neka bide voljeta Gospodova. Bog ima mnogo podobar plan za tebi i za mene. Može bi poneko što je plan je bolen, težok, no Božja volja je taka da bide. I zato, a što je da se sluči vo naš hristijanski život? Da kažeme, Gospod dade, Gospod zede.
како што кажал и Јов. Битно е со каква вера, со какви мисли го завршуваме нашиот живот. Знам, многу луѓе се борат со ова болест, со овој вирус. Многу луѓе ги изгубија своите мили драги, но потрагично е ако тие пријатели заминале без вера во Господа. Овој живот е поминлив, овој живот е краток. Библијата вели дека плата за гревот е смртта, но дарот Божји е вечен живот во Исуса Христа. Бог ќе дарува еден подобар живот кога ќе дојде наскоро Исус Христос. А до тогаш ќе доживуваме разни искуства. Ако имате и вие некое убаво искуство, почитувани гледачи, напишете го, вашето обратување, како сте го запознале Христа. Ќе го споделиме со стотици, со илјадници луѓе, да се охрабрат. И на крајот да завршам со ова искуство. Писателот вели, вие кои имате и раце, и нозе, и очи, и уши, и се уште може да му служите на Господа, искористите го тоа. Зашто, како што вели таму в Стариот Завет, ќе дојдат денови и години за кои ќе кажат, не ми се милијат, не ми се живеат. Да, животот поминува, доаѓа старост, но Бог сака денеска да те употреби тебе и мене за благослов на ближните, а за слава на семокниот Бог. Одиме со уште една христијанска песна, потоа се враќаме повторно во студиото, почитувани гледачи. Getsimania, sonziro nel tuo, Getsimania, Isus moj i tvoj, Getsimania, sonziro nel tuo, Getsimania. Isus moj i tvoj. Getsimania,
zirone Gecimania, Isus moj i tvoj, o Gecimania, sozirone o Gecimania, Isus moj i tvoj. Кога зборуваме за исчезнатите градови или цивилизации, како што е сега наред во нашата програма, утринска, почитувани гледачи, овутро би сакал да ви пренесам, да ви раскажам неколку интересни моменти за градот Ниневија. Вие кои сте читале Библијата, верувам веднаш ќе се сетите на Јона, човек кој бил испратен од Господа да проповеда во градот Ниневија, кој броел според Библијата некаде околу 120.000 жители, а пронајдени се и од страна на археолозите докази дека навистина тој град постоел. Сега тој град не постои, зашто е во пророштвото предвидено дека ќе биде уништен. Меѓутоа, еве, да прочитам од ова книга, што секој утро читам, Исчезнати градови и цивилизации, книга која е многу интересна, богата со информации, со илустрација, односно со фотографии. Името на славната метропола на древната Месопотамија. Ниневија им е добро познато на сите љубители на археологијата. Историјата на Древниот Исток и на читателите на Светото писмо на Библијата. Тоа потекнува од хетискиот назив Нинива, што е изведенка од сумерското име Нина, името месопотамската божица Иштар. Градот бил сместен на источниот брег на реката Тигар, каде што притоката Косар се влева во реката Тигар веднаш спроти денешниот град Мосул на северот на Ирак. 350 километри северозападно од Багдад, главниот град на денешен Ирак. Значи, ние зборуваме за еден прекрасен град Ниневија кој се наоѓал во Месопотамија, најплодниот дел од светот, место каде што бил и рајот, почитувани гледачи. Тука е колевката на општеството, на човештвото. Ниневија се наоѓал во тој предел на Месопотамија. Имаме значи многу податоци, но поради времето јас нема се да ви читам, само неколку фрагменти кои се верувам интересни за сите нас. Ниневија уживала угледно место во текот на долгата историја на многобројните асирски династии, кои владееле преку 200 години од неколку средишта на пространата Асирија. Во Ниневија своји кралски палати имале познати асирски кралеви, како што се Салманасер први, Тиглас Пилесар први, Ададинарирар втори и така натаму се набројуваат и други овде имиња. Ниневија била средиште на светот. Од неа доаѓале управители и водачи кои владееле со големото кралско семејство, кое се протегало од зелените брегови на Средоземното море на запад до големите пустелии на Персија и Арабија на исток и Црното море на север до Етиопија на југ. Со векови суровите војски на оваа царство покорувале народ по народ, пустошеле и уривале град по град, донесувајќи во многу земји неопислива беда и страдања. Кога 200 години по разрнувањето на Ниневија, грчкиот војник и историчар Ксенофон минувал низините урнатини и ги прашувал околните жители кој е тој град, тие му рекле дека тој е градот Меспила. Звучи, речи си, неверојатно името на Ниневија, само 200 години по низиниот пат, наполно да биде заборавено. Неколку векови подосна, историчарот Лукијан се жалел дека никој не знае на кое место се наоѓа Ниневија. А тоа е, почитувани пријатели, дадено пророштво, дека градот ќе му се заборави и името, дека таму нема да остане ништо. Колку е верно пророштвото, колку е верна Библијата, но затоа археолозите сега со своите ископувања тоа го потврдуваат, дека Библијата е веродостојна, дека градот некогаш постоел.
Еве, уште неколку интересни работи да ви прочитам, почитувани пријатели. Пронајдените архиви на градот Ниневија, кон крајот на 19. век и дале на асирологијата илјадници документи кои на нашиот свет му пружили увид во богатата историја и литература на старите народи. Тие документи откриле дека луѓето што живеле во Месопотамија добро ја познавале всушност во ист облик историјата за потопот како што го бележи Библијата. Во пронајдените документи има записи и за библиските личности како Ахав и Езекија, потоа имињата на кралевите Саргон и Сенахирим, кои им биле добро познати на писателите на Стариот Завет. И сосема на крај, градот во кој живееле околу 120.000 жители, поради тоа што бил наречен големиот град, денес не постои. Станал столб на срамот и голема урнатина, и секој штом ке те види, ке побегне од тебе и ке рече: разурната е Ниневија. Тој е библиски текст од книгата на пророк Наум, 3 глава, 6 и 7 стих. Пророштвото објавено пред 25 века, кога славната престолнина на суровите асирци била на врвот на својата слава и мог, буквално се исполнило. Ниневија представува уште една потврда за веродостојноста на библиските пророштва. Еве, почитувани пријатели, уште еден доказ дека Библијата е во право. Библијата е компас за денешните археолози кои вршат искупување таму на Блискиот Исток, и тие всушност уште еднаш ќе потврдуваат веродостојноста на Библијата, на Светото писмо, дека е книга над книгите, дека е тоа Божје писмо. Продолжуваме со уште една песна, потоа повторно се враќаме во нашето студио. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, разделби кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Еве дојдовме до последната рубрика во нашата утринска програма на Глас на надежта. Почитувани гледачи, ќе зборуваме за здравата исхрана. Секојаш не застасува време за готвење и здрава храна. Понекогаш немаме време да направиме ручек, а камоли да размислуваме за поедок, а камоли да размислуваме за ручек или за вечера. Еве ќе ви спомнам два предлога за
ruček, odnosno ono što vi možda go iskoristite može bi i za pojadok. Salata od jabolka, kalinka i bademi. Može to da go isprobate ušte deneska. Ove se zdravi recepti koji verujem ke vi koristat. 6 šoli zelena salata, 1 šolja bademi, 2 jabolka, polovina šolja feta sirenje i 3/4 šolja semenki od kalinka. Isečete ги jabolkata na kocki, pomešajte ги со зелена салата, бадемите, фета сирењето, исто така исецкано на коцки и семките од калинка. На крајот попрскајте со лимонов сок или оцет, а по желба може да ставите и малку мак. Промешајте и јадете. Нека ви е на здравје. Еве уште еден наш предлог за ова утро, почитувани гледачи. Сендвич од наут, авокадо и брусници. Може да го најдете наутот во продавница во конзервирана состојба, значи 420 грама конзервиран или варен наут, едно големо зрело авокадо, 2 лажици сок од лимон, половина шолја суви брусници, 6 парчиња леб, малку свежа рукола, сол и ако сакате малку зачин, да ставите бибер. Како тоа се приготува? Тоа е значи за сендвич, за брза храна, но вкусна и квалитетна. Изгмечете го конзервираниот или варен наут, па потоа додајте го авокадото, и мешајте додека не добиете густа паста. Додајте ги брусниците, сокот од лимон, сол и бибер по вкус и добро измешајте го. Подпечете го лебот и намачкајте го со смесата. Наредите неколку ливчења рукола и покрите со второ парче леб и добивате еден убав сендвич. Ако имате и вие ваши предлози, почитувани гледачи, сакате вашите предлози за здрава храна да ги споделиме со останатите гледачи, пишете ни, доставите ги вашите предлози, а ние ќе ги споделиме со стотици, со илјадници луѓе кои не гледаат и не слушаат. Еве, драги мои пријатели, дојдовме до крајот и на ова утринско дружење, ова утринска програма на Глас на надежта. Ви поканувам на повторна средба и утре наутро во исто време во 8 часот и 30 минути. Споделете ова информација со вашите најмили, со вашите пријатели, кои можеби сега се на работа, но ова емисија се снима и ќе биде пуштена веднаш на нашата страница на Глас на надежта и на YouTube каналот Глас на надежта, кај што ќе можете да го гледате во било кое време. Ви посакувам секој добро од Господа во овој ден, бидете радосни, среќни, бидете позитивни, чувајте се, што е многу важно во време на овој вирус. Ако се чуваме и Господ ќе не чува. Секој добро, се гледаме утре наутро во исто време. Пријатно. Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежта. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежта. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме.